Добро вечер и добро дојдовте во овој дел од отвореното Студио 1 на некои 30 на минути, нешто повеќе од 30 на минути пред централниот дневник на 1 ТВ. Обично во овој појас, исто како и во централниот дневник и како што е впрочем случај со целата содржина на Студио 1, се трудиме да третираме настани кои што го одбележуваат тековниот ден, а секако во тој обид повеќе или помалку ни успева да избегнеме од тоа што е тема конкретно политика и политичките случувања, но тоа не секогаш ни оди од рака. Ова вечер, четврток, мајско приквечерие, времето надвор е навистина лудо и е убаво да се седи по дома. Се надевам да во наредните час и половина, 2, па и до појасот 23 часот ќе бидеме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание. А ако денеска социјалните мрежи броја за Павле Богоевски, ние вечерва ќе почнеме со едно линковско вклучување кое што за нас е исто толку атрактивно и е навистина настан кој што треба да го одбележиме. Тоа нема да биде единственото линковско вклучување во овој појас, затоа што во централниот дневник ќе имаме уште 2 линковски вклучувања за настани кои што го одбележуваат денот или пак се најавени дека треба да се случуваат во наредниот период, а се навистина атрактивни. Веста дека Јашар и Јанош пристигнаа во Скопје, денеска и вчера беше одекна во јавноста, вака како имиња можеби не ви значат ништо, но тоа се двете зебри кои што пристигнаа во Скопската зоолошка градина, односно животни кои што долг период ги немаше во Скопската зоолошка градина, а еве од сега ќе го имате тоа задоволство да можете да ги видите. На линковска врска треба да имаме Тина Мицковска, девојката која што е задолжена во PR службата на Скопската зоолошка градина. Тина, добро вечер. Добро вечер, Анета, да се надовар за малку и на тебе. Времето вечер е многу убаво за да навиваме за Тамара Тодорска на Евровизија. Тоа го оставив за крај, затоа што знам дека и тука имаш вмешано малку прсти со својата работа, но не, ајде, за тоа на крајот. Денеска во текот на денот, иако сте рестриктивни се уште кога се новите посетители во зоолошката во прашање, затоа што колку што разбрав се во карантин, сепак ни дозволивте да ексклузивно ги снимиме и ги имаме на видео за нашите гледачи, вашите нови жители. Ајде, Тина, од каде дојдоа Јашар и Јанош и што се случува овие 2 дена со нив? Некако така тргнавме заедно кога Зоки за прв пат ги снимаше и слоновете Дуња и Дела. Така и сега прв пат ексклузива со двете зебри. Тоа се Јашар и Јанош. Едната зебра доаѓа од Чешка, додека пак другата е од Словенија. Јанош не е словенецот, нормално, по името се познава. Јанош и постариот, кој што има година и пол, додека пак Јашар е се уште бебе, има 9 месеци. И тој ни е сега за сега миленичето, бидејќи е многу мал, се уште сака да се гали, да има контакт со вработените. Навистина добро се прилагодија, моментално се во карантин, каде што ќе бидат уште некои 20 дена, бидејќи им треба доволно време за да се оптимизираат овдека на условите во Скопје, да се прилагодат на условите, така да нема да бидат достапни за публиката, бидејќи можеби некој и ќе помисли дојде да ги види, затоа сакаме да ги информираме гледачите дека нема да можеме да ги видиме уште 20 денови, но ја преку вашата телевизија ќе имаат можност барем на кратко да зирнат кај нив и да видат како тие се однесуваат еден ден после доаѓањето. Така, јас се напоменав дека Скопската зоолошка градина зебри како жители немала одамна. Колку време немаме зебра во Скопје? Немаме зебри. Па мислам дека од 2016 или 2017, не сум ба сигурна, имаше останато една зебра, не се сеќавам, јас тогаш не бев се уште овде вработена, но знам дека, например, 2 зебри немало одамна, сега планираме, бидејќи ова се мажјаци и е многу тешко да се набави репродуктивен пар, планираме понатаму да им најдеме нормално и девојки со кои што ги се живеат во живелиштето, кое што е направено на голема површина за да има простор каде што би трчале и каде што не би биле на дофат на посетителите. Значи направени се сите стандарди, светски стандарди каде што овие зебри ќе си имаат доволно простор и нормално ќе бидат малку подалеку од публиката за да нема некој контакт со нив. Така, колку време траеше потрагата по Јашар и Јанош на вашата потрага, нели, за да ги најдете овие нови жители? Па да, малку е тоа е интересна приказна за европските зоолошки, каков концепт на соработка си имаат меѓу себе.
секоја зоолошка си помага на друга зоолошка, значи нема продажба, туку едноставно подарување или размена на животни во зависност од соработката. Овој пат најдовме една зебра во Чешка, другата во Словенија, а понатаму нели нормално има едни листи на достапни животни кои што можеме да ги побараме од различни зоолошки, доколку во моментот имаме соодветно живеалиште за нив, не ги праќа, така и ние на нив. Мислам дека тоа е доста интересен концепт, бидејќи нема продажба и не може да се злоупотреби продажба на животни. Така, баш во тој контекст е и тоа дека колку што можев да видам денеска остваривте веројатно некоја поофицијална соработка со Белградската зоолошка градина, која долго време на овие простори беше, сега не знам каква е состојбата, една од најатрактивните. Да, зоолошката во Белград е навистина една од најпрекрасните зоолошки, можеби малку помала од Скопската, но сепак легендарниот Лука Бојовиќ беше и директор. А сега новиот директор Србољуб Алексич е навистина исто одличен помлад дечко кој што сака да напредува зоолошката и беше денеска во официјална посета на Скопје Зу, каде што и направивме еден меѓусебен договор за понатаму да си помагаме, да си направиме размена за животни, па може би идните животни ќе бидат токму од Белградската зоолошка и ќе потом, што би се рекло, ќе откриеме понатаму и за нив. Така, чекор по чекор, навистина, не дека зоолошката не била сериозна институција, но се чини дека од ден во ден станува се по-сериозна, пред се со содржините кои што ги нуди. Исто така можев да видам викендов дружење со Дизни јунаци, па имавте детски маратони, но она што исто така сакам да го забележам е дека внимавате и обрнувате внимание на социјално загрозените категории, како и на ранливите категории на дето. Предпоставувам и влезот е слободен и посетите се неограничени и внатре имаат безброј активности, работилници со кои што можат да се занимаваат, а не само нели обична прошетка и гледање на животните. Токму така, и денеска и утре имаме една интересна активност за дечиња со церебрална парализа, кои што имаат прво кратка прошетка околу зоолошката, па потоа ги цртат сите животни кои што ги виделе. Таа соработка ќе продолжи во текот на месецот. Соработуваме со проект Среќа кој што ни носа дечиња во социјален ризик, кој што тука ќе имаат и часови по глума, го отворивме едукативниот центар за нив. Нормално и влезот ќе биде бесплатен за нив. А понатаму ивенти планираме постојано, значи до септември сигурно имаме барем по 3 ивенти месечно, кои што навистина сметаме ќе бидат атрактивни за посетителите. И можеме и ова да се пофалиме малку. Прв пат облеков нова униформа која што ја доби зоолошката, ова се униформите за зоонегователите, кои што ги набавивме пред скоро време и сега нормално ќе почнат веќе да се употребуваат и сите вработени да бидат облечени во нови униформи. Така. Јашари и Јанош за нас беа вест на денот. Во најавата кажав денеска за што брои интернетот пред се и секако останатите медиуми, а секако не смееме да заборавиме дека исто толку голема вест е, нели? И тоа што Тамара Тодевска вечерва настапува, ќе се обиде нели да влезе во евровизиското финале. И тука си нешто инволвирана, ми рече мораме да брзаме, треба да одам. Да, која е приказната тема? Кога сме веќе кога тоа ги поврзавме и зоолошка и Евровизија, со тоа што имаме едно интересно видео кој што ќе може да го видите вечерва или утре, а тоа е во зависност на кога ќе го монтираме, како животните од зоолошката градина реагираа на песната Праот на Тамара. Одлично. Мислам дека е доста интересен момент, да, па дури и зебрите и посака среќа на Тамара вечерва ќе имате да го измонтирате и вечерва можевме и да го прикажеме, да. Но еве ќе почекаме штом биде готово, ќе ни биде задоволство. Тина Мицковска од Скопската зоолошка градина, ти благодарам, оди да навиваш, ќе навиваме сите веројатно вечерва. Јашари и Јанош се новите жители, што можат за 20 дена, рековме, ќе може да бидат достапни за сите посетители на Скопската зоолошка. Секако ќе објавиме, да, ќе дознаат сите. Благодарам и јас. Благодарам уште еднаш. Ова беше Кусо Линковско вклучување со еден настан кој што го одбележува денот во остатокот од ова отворено студио 1. Мој гостин е господинот Васко Стојановски. Именно она што одеше денес како најава е дека ќе зборуваме за приказна која што говори за човечка судбина, односно што може да се случи со човечката судбина кога институциите ќе си поиграат со истата. Ние како општество не можеме да останеме глуви и слепи на се поголемиот број
тешки разводи на кои што децата се најчесто жртва. Во најавата кажувам дека водите битка и голгота за да си го вратите детето кое што чисто старател сте биле, но сега тоа старателство ви е одземено. Немаме многу време, ќе одиме најбрзо што можеме. Вие сте со судски процеси, со социјални работници и така натаму, полни за раскажување, но ние ќе се обидеме да ја раскажеме приказната во некоја минута. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте. Фала ви за просторот и времето. Одбирате да говорите јавно за ова, затоа што сметате дека тоа е во моментот единствениот начин за да се слушне вашиот глас, или? Дека едноставно на овој начин може да се прикаже вистината целосна, да се излезе некако од тој лавиринт по институции. Едноставно не гледам спас во институциите повеќе. 6 години се обидувам институционално да го решам прашањево, но мислам дека уште повеќе не раздели, не раскара, да кажам, со бившата сопруга, и сето тоа се одразува врз детето. Значи, тој конфузијата во институцијата, спороста на начинот на како се реагира или како се решава. Вашата сопруга е странски државјанин, вие запознавате во незината матична земја, се случува љубов, останува бремена и доаѓате да живеете. После кратко познанство, значи стапивме во брак, но и многу исто така да кажам, брзо се разведовме. Но откако се роди синот? Да, откако се роди синот. Значи, ова ми е прв брак, прво дете, нези е втор брак, значи во матичната земја во Белорусија незе на 4 години исто судот вако на таткото го има доделено детето. Овдека кај нас после 6 години значи се трудам, што се вика, да го родам, да го направам човек, да стане детето. Пред 2 месеца дојде ваква правосилна одлука и тоа многу брзо од апелација. Едноставно бевме изненадени, не успеавме ни поднесок некој да поднесеме. Беше направено буквално копи-пейст на одлуката од суд 2. И едноставно сега детето живее, значи... Да, но пред 6 години тоа било поинаку. Детето, вашиот син, ви е доделен вам. Вие да бидете негов старател, а мајката да ги има тие видувања, нели, и ограничени посети или како веќе тоа оди. 6 години тоа како функционираше? Имаше ли проблеми или беше секако што треба? Имаше нон-стоп проблеми заради неадекватното однесување на мајката, како да кажам. Значи, тоа се случија некои немили настани, значи имаше обид за самоубиство, па лечење на клиника на психијатрија, 2 месеци, 60 дена исследување, и само тогаш се направија тие, да кажам, вештачења според меѓународните стандарди МК-10, каде што 15 дена е потребно исследување за тој тип на расстройство, каде што после обидот за суицид пишува социјална и семејна дисфункционалност. Значи, тоа се покажа и во животот и во праксата, а некако покасно што во некои полчасовни, едночасовни вештачења, значи и шетање по клиники, заради тоа што едноставно мислам дека за пола сат не може да се открие тој тип на расстройство и како да се обидува да ја излечат ситуацијата. Колку пати во овие 6 години беше преиспитувано вашето старателство? Значи, беа барани мислења од судот, од социјалните служби. Колку често? 5 мислења, 6 мислења има, значи, ке таткото да биде, дека е подобро за детето да се грижи таткото. Во тие мислења, мислам, се направени милион, да не кажам, стотина разговори, 6 години нон-стоп идење по социјални служби, разговори со детето се изјаснува да биде кај таткото.
И сето тоа така тече до едноставно до моментот кога не ми е јасно во пресудата на судот нема никакви цврсти аргументи. Да, тоа е веќе сега кога ви го одземаат. Значи, ова последната одлука е дека мајката е таа која што ќе биде старател на вашиот син, а велите во одлуката не постои ништо аргументирано зошто е тоа. Да, ништо аргументирано, ништо така, но дали нешто се сменило? Потврди, дали нешто се сменило за таа да стане наеднаш, нели, способна да биде Не, ништо не се смени, него баш животот тоа спреска ја кажав таа мисла дека го се потврдува тоа вештачење значи дека е веродостојно за тоа, да кажам, социопатско однесување, неадекватно однесување, на пример, не само преку одредени примери моментални, него носи, да кажеме, во школа прво оделение, ве сега и второ оделение како старател, повторно, значи во прво оделение имаше околу 200-150 неоправдани, значи, заради тоа таквото однесување и беа скратени видувањето и поред одлуката во мај месец прошлата година, значи пред година дена на суден. Иако според мене малце закаснато, пошто ностоп приложувавме до социјалните служби за... Вие велите дека освен што не го носела на училиште, не му дозволувала да купува ужинки или да се храни како и другите деца, да не игра фудбал, да не спортува. Затоа што смета дека сето тоа е еден од симптомите на тој тип расстройство е тоа значи со влажни марамици се палат сијалици или лифт, со кеси се фаќаат пари. На детето не му се дозволуваше, беше хендикепирано, значи јас се обидов да го спасам бракот, да оди да лази по домашен пот, да игра со играчки. Ужинките од градинка се фрла, затоа што све е тоа нели прљаво на некој начин, на љуѓешки не се дозволуваше да игра. Детето сега е од која е овие 2-3 месеци ке мајката. Детето е заљубено во фудбал, сака многу фудбал. Не иде веќе на тренинзи. Значи тоа е одраз поврзано со таа хипохондрија, со социјалниот живот на детето, каде што детето се хендикепира неговиот избор, на неговата личност, за негово осамосталување, како и од тој аспект мислам дека подобро е дека потребно е да се разгледа подобро случајот, а многу некако брзо плето се донесе одлуката. Јас се надевав многу дека посериозно ќе има пристап апелација, дека повеќе судии се таму и дека ќе ги разгледаат и новите аргументи, и новите факти, и однесување целосно. Вие обвинувате поранешната сопруга за многу работи, меѓу кои тоа дека го наведува вашиот син пред да влезе дека го носи сега на психолози и така натаму и дека пред да влезе таму го наведува да биде агресивен, за да тоа биде во условно некаква нејзина корист, затоа што треба да го добие. Некој трик што ностоп бака кружи меѓу, да кажам, адвокати или социјални работници, како потребно е некаков документ од психолог, од психијатар, дека нешто детето... Да, дека вие лошо сте влијале на него, за да... дека лошо сум влијал врз детето или за да се може да се добие таа битка. Она нонстоп го злославува, го злоупотребува детето, значи го носи 7-8 пати, што се вика, можда за овие 7-8 години и по 2 пати годишно, можда и 10 пати го носи по психолози. Еднаш успеа да добие еден таков документ и пред да влезе кај тој детски психолог, го подучува детето да се однесува агресивно, да го боксира. Кој го кажа вас тоа? Како знаете? Самото детето ми го кажа. Затоа што се зачудив и мислам дека беше и од тој психолог и малце и наменски тој наод, заради на основа на 2 прашања само напиша мислење некое. Сега судот го спомнува тој документ што нема врска со вештачењата, а го прилепува во вештачењата. Значи прави некој синкретизам
од сите тие купови Дали се сите документи. тие елементи искористени може би во ова преиначена одлука на судот да биде нели доделено сега на мајката? Дали? Да, тоа е искористено, значи во вештачењето убаво се пишува дека треба да се сослушат социјалните служби на крајот. Тоа ништо не е направено? Последниве 2-3 години не е направено, значи имаше нова судика која го презема случајот, значи го изменет состав. Не се побара никакво мислење од социјалните служби, што законски мислам дека не е во ред. Но и заради таквата одлука, веројатно на суд 2, жалба поднесе социјалната служба дека е грешка тоа, дека треба да се поправи. да се поправи тоа. Но апелација многу чудно ја отфрла жалбата на социјалните служби со една реченица, затоа што членот 243 или 234, како беше тачно, не знам, бил неправилно спомнат. Значи 6 години труд на 12 луѓе, од кои десетина мајки, жени, кои викаат дека ке таткото треба подобро да биде, детето се фрла у вода. И мислам дека тоа е една грешка и на суд 2, дека треба да работи на принцип поише суди да одлучуваат за вакви осетливи теми како што е судбина на едно дете. Посебно за вакви случаи. Вашата сопруга колеги новинари ја контактирале, нели, затоа што вие кога почнувате вака гласно по медиуми да ја раскажувате приказната, нормално е дека нели и втората страна има нешто да каже и таа нормално ве обвинува за тоа дека ова е нели лош пример за тоа, односно колку е страшно кога таткото го користи детето како еден вид орудие за да нели ја оствари својата цел. Целта е веројатно да го имате старателството и ред други секако обвинувања за тоа каков родител е таа, каков родител сте вие. После 6 години, како што самиот кажавте, институциите на кои што им се обраќате за помош, освен што направиле поголем раздор и сега ваков епилог, не направиле ништо корисно. Има ли шанси еве во вакви приказни кои што се страшни би рекла и за едната и за другата страна да седнете и да разговарате и да се договорите како луѓе? Па не, јас сакам, се обидувам да разговарам. Мојот предлог беше уште пред 5-6 години кога се разведувавме да биде тоа поделено родителство, у принцип сум за такво нешто, ако едноставно другиот родител не е некој, не знам, криминалец или можда е во ваков случај кај што е потребна помош од институциите на мајката, значи самата социјална служба дели брошури кај што се кажува дека ако некој од родителите имал некаков проблем на психичка база, дека треба другиот родител да поднесе барање, да му се помогне на тој начин. Јас го барам тоа 2 години, но не се спроведува, не знам зашто. Очито дека е потребно институциите да направат тука, вака мислам дека се направи само штета од страна на тие вештачиња со тие полчасовни разговори, некако... Вие обвинувате сопругата и дека се обидела да го киднапира вашиот син и дека сега практично едно од најголемите стравувања кои што ги имате, бидејќи рековме дека не е македонски, можеби е македонски државни или не. Да, дете македонче, тука е родено, да. Не, велам сопругата бивша има државјанство македонско. Не, она нема државјанство 8 години, да. Сакам да кажам дека меѓу другото стравувате од тоа дека може да го земе вашиот син и да ја напушти има во животот, во праксата. Имам такви сомневања. Имаше еден обид пред 4-5 години кога насилно се обиде да го земе детето, кога отиде кај еден украински функционер пред вратата, полицаец чува, што се вика, не знам што. Да го има земено пред ваши очи, како пред додека се шетавме. Јас во тој период дозволував првата година на разводот секој ден да има средби она со детето.
што бев пофалуван и од службите, дека тоа ретко се случува. Дека добар чин, родителски, така. А во судската пресуда баш се зборува, не знам, на основа само на еден аргумент за овие 8 години, дека сум попречувал некакви видувања, зашто мајката се жали за нешто што не е ни судски докажано, ни ништо, значи нема цврсти аргументи за такви, да кажам, и клевети во судската пресуда. Во 3 извештаја од социјалните служби баш пишува дека таткото дозволува и надвор од предвиденото време што го дозволува службата, значи да се дружат екстра, мајката како и да кажам, синот, среди. така. Значи имаше таков обид, еднаш бевме и во Русија, кога на авион се качувавме 3 сата пред полетувањето. Јас нема со детето и вика дека дека е жал што се вратила, знаела дека ќе дојде до развод и така, значи имам сомневање од тој аспект, како што рековте. И така, мислам дека нас овие вака институциите и тие вештачења и лошо ја охрабрија, затоа што во тоа вештачење кај што се лечеше она, пишува дека едноставно треба да се продолжи, значи, со третманот. Она својоволно го напушти лечењето, тој аргумент го отфрлаат вештаците покасно што се влечкав на 2-3 години по судови, дека има 2 години симптоми, се спомнува таму дека само 5 месеци имал документација, а требало 6 месеци, кога ние ја повикавме сведокот дека не е тачно, дека има сведок 6 месеци, пред тоа детски психијатар Мери Бошковска, која прв пат пред тоа се сретнавме, но не можевме да дојдеме до тој документ никако, затоа што се затајуваше некако како уништен е предметот во социјалните служби пред 2-3 години. А после го пронајдаа предметот, ние побаравме да се повика, значи, тој сведок за да се докаже дека е трајно расстройството, дека не е транзитно, се направи поише штета и врз незе, значи да се осознае она самата дека е веројатно потребна помош, за сето тоа да се одрази врз детето. Дека е потребна помош, вие немате проблем вашиот син да поминува време со неговата мајка. Колку имате сега дозвола според новата одлука да поминувате време со вашата дете? Да. Значи, во социјалната служба мора се контрадикторна сега дојде ситуацијата. 6 години викаат добар татко си, супер татко си, значи 5 решенија постојат, жалба се напиша до апелација. Сега дојде нов тим, дали не се упатени добро во предметот, не знам како, одеднаш на детето му даваат само 8 дена видување, од 24 дена, значи детето и супер вештаците викаат дека како примарен дом детето овие 6 години нормално го осеќа домот на таткото и одеднаш му прават таков пресек на детето, мислам дека ќе се одрази лошо врз неговото психичко здравје. Како тоа, иако е малечок, ова ново настаната ситуација му ја објаснувате на вашиот син? Многу тешко. Се вадам на негов речник, на негово ниво да се спуштам, му викам дека државата Македонија така вика, дека сега тоа треба така да биде, он тоа не го прифаќа и станува во овој момент агресивен. Тоа и мајката го потврдува, го кажува, значи, кога оди по лекари, значи, нивниот однос е влошен. Детето по телефон ностоп бара да се врати дома, плаче, мајката затоа што не разбира зашто толку долго седи ке него. Она се обидува да го превоспитува, дури имаше и пред месец дена и семејно насилство, да кажам, од нејзина страна. Детето пред 20 лекари кажа дека е удрено од мајката. Значи и во присуство, кога бил со мајката, мајката се обидувала да се излече од ситуацијата, као од фудбал паднал нешто, имал модрица, но детето фала присебно и си кажало дека од мајката е удрена едната модрица. А докторот напишал дека мајката инсистира нешто друго и така, извинете. Вие сами откажавте дека 6 години водите борба. Мислам дека тоа го кажува и вашата поранешна сопруга, затоа што очигледно борбата е заедничка, секој со своите аргументи, сепак детето треба да е најважно и да е центарот на светот. Јас ја почитувам потребата ова да го зборувате јавно, за некој да го слушне
И како што кажавте, ако дошле некои нови луѓе да го работат случајот, кои што не биле до крајот информирани, еве начини и ова е начин да ги алармираме, да ги проверат и преиспитаат своите одлуки. Ова беше нашиот допринос во вашата борба, во вашата приказна. Повторно ќе кажам, се во интерес на вашиот син пред се. Ви благодарам за ова гостување. Да, вас ви благодарам исто многу. Така. Вам ви благодарам за вниманието во овој дел Студио 1. Останете со нас за некоја минута, почнуваме со Централниот дневник.